вечер и добро дојдовте. Има едни деца кои кога ќе се родат се најубави. Луѓето често мислат дека се кукли, а медицинските лица пак на нивната ангелска белина ќе дадат диагноза албино феномен. За останатиот дел од светот тие се многу необични луѓе. Некаде премногу ги почитуваат, а некаде ги жртвуваат. Албинизмот е вродена и наследна неспособност на организмот да го создава пигментот меланин, а се согледува во делумна или целосна депигментација на кожата, косата и очите. Целосното отсуство на меланин се нарекува албино, а делумното албиноид. Зборот има латинско потекло, а во превод значи бело. Албинизмот се поврзува со дефекти главно кај видот, и тоа фотофобија, нистагмус и астигматизам. Кожата на албино луѓето е светло-розева, косата е бела, често тенка, а низ зеницата се гледа црвенило на очната мрежница. Во светот, еден човек од 17.000 се раѓа со албинизам. Ги афектира луѓето од сите етнички групи, а најчесто оние со субсахаранско африканско потекло. Овие луѓе не можат да потемнат на сонце и на тој начин да создадат природна заштита од неговите зраци, бидејќи нивната кожа е многу чувствителна, а згора на тоа и поподложна на кожни заболувања, меѓу кои и ракот на кожа. За да ја заштитат својата кожа од сонцето, албино луѓето треба или да се покриваат или постојано да се мачкаат. Оваа појава е најчеста кај децата од брак помеѓу најблиски роднини. Повеќето форми на албинизмот се резултат на биолошко наследување од страна на двајцата родители кои го поседуваат овој ген, но постојат и случаи кога наследувањето настанало само од едниот родител. Поизложена на албинизам е машката популација. Гените на албинизмот се со рецесивен карактер, а тој се појавува и кај животните и кај растенијата. Поради нивната уникатност, албино животните и ден денес се голема атракција во зоолошките и циркусите ни светот, но оваа појава не е забележана кај сите животни и растенија. Меѓу најчестите албино животни се црниот лешинар, албино крокодилот, некои китови, мачки, верверици. Што се однесува до флората, живот на едно албино растение не е подолг од 10 дена. Познати албино личности, Оксфордон Вилијам Арчибалд Спунер, актерот комичар Виктор Варнадо, Винстон Јелоумен Фостер и ред други. Во книгата пак на Гинис е влезено индиското семејство Пулијан, кое брои дури 7 албино членови. Први мои вечерашни гости, Данча Лековска и Александар Русјаков. Добро вечер и добро ни дојдовте. Повелете. Здраво, Данча. Здраво, Алек. Повелете, повели Данча, повели Алек. Ала. Ви благодарам што сте вечер во тунел. Ја најавивме темата. Очигледно е зашто ќе зборуваме. Немате проблем никаков апсолутно да зборуваме на темата. Сепак ајде да се вратиме на оние можеби почетоци за кои претпоставувам може да ви зборуваат. Како бил првиот момент кога во вашето семејство се дознало дека се има албино дете? Танча? Така. Значи најнормално. Воопшто колку што ја знам, нели, мојата собствена приказна, дека сум била најнормално дете. Воопшто не отфрлено ништо, најнормално развивано со сите, како и мојот претходен брат, нели. Така да воопшто не сум ни почувствувала дека можеби на некој начин сум била поразлична. Само вие во семејството сте албино? Да. Мислам, во тој период, да. А потоа? Сега јас веќе имам и прв брачот на војко ми дете. А, така, во семејството? Така. Алек? Па, од тоа што ми е кажувано, ја ова што го кажа со куклите е неверојатно точно, пошто и ден денеска мајка ми кога ќе западне во оние моменти, нели, како беше кога беше дете, баш тој момент е ме шета низ Велес во раце, ќе застане да поразговара со некој пријател, пријателка, се едно и после 2-3 минути јас ќе мрднам, а тој таму вика мрдна. Сега нормално, тогаш е доживување на кукла. Сега кога сум веќе возрасен, може се уште ме доживуваат како кукла, ама од Чаки, од хорор филмовите. Не верувам. Не, во секој случај, ако растеш во нормална средина, нема никаков проблем. Имавте ли проблем со средината кога тргнавте во училиште во таа рана возраст што се вели, кога децата малку се информирани и сепак сте поразлични, нели, од средината? Така. Искрено не почувствував дека сум отфрлена на било каков начин. Меѓутоа една случка би кажала некаде во основно одиме на базен во Струга и доаѓа дечко случајно, мисли дека носам перика на себе. Така доаѓа ме повлекува за коса, мислејќи, нели, пошто бев единствена во тој регион. Значи, единствено тоа може би било нешто поразлично кај мене, инаку не, воопшто не. Алек, бидејќи сепак потоа имам и муабет со малку постручни лица кои ќе ни објаснат за некои разлики меѓу албино феномените или воопшто албино луѓето, сепак кај тебе поевидентна е токму изразеноста на овој ген
ако можам така да кажам. Имаше ли проблем од типот на соочување со тие такви чудни, би рекле, погледи, или можеби ситуации кои ти биле непријатни или ситуации кои те довеле до условно речено фрустрирачки моменти? Значи, вака сега ти кажам, реален проблем немало никогаш. Имало дофрлање. Мама дофрлање има се уште. Значи се случува на улица да викне од Белчо Стрелчо до сирење, до работи што не се сега закажување во емисија, ама тоа се дофрлања, нели, дофрлаат луѓето кои што се кукавици во принцип зашто што ќе викне и го нема бега. Има многу интересен момент, многу често ми се случува се уште. Разговараат двајца и не гледаат кој се движи на кај нив. Во моментот кога ќе ме видат, замолкнува разговорот, се разминуваме, продолжува разговорот. Меѓутоа сето тоа се наивни. Ја не велам дека некои други албина немале сериозни проблеми, пошто знаеме како функционира на сите 4 страни во светот моментот на различност. Не мора да е само албинизмот, недостаток на пигмент, има секакви различности. Значи, околината, особено децата, знаат да бидат сурови кога некој одскокнува од нив. Јас лично јас бев прифатен секаде, и во забавиште, и во основно, и во средно. Дури и сака. Во вашето семејство има уште еден пример на албино. Вашиот брат? Брат. Помале од мене 9 години, исто е албино, така што татко ми може да биде сигурен дека двете деца се негови. Сега, чепкавте ли, сакавте да знаете за тоа што се, од кај доаѓаат, зошто се поразлични албино децата? Јас не. Не? Не. Јас искрено не сум сакал многу, никогаш и сега не сакам многу да се занимавам со стручна литература. Не знам зашто секогаш сум ја сакал повеќе белетристиката, малце имам читано, малце знам на таа тема, знам дека е недостаток на пигментин или недостаток на како се вика, на меланин, знам дека е болест, знам дека е ретка болест, знам дека чувствувајќи на себе дека сите се раѓаме со слаб вид. Знам дека имаме реални проблеми со сонцето. Јас сакам да кажам, пошто многу го сакам сонцето, дека сонцето има проблем со нас. Нели не смееме долго време да седиме на сонце. А вака да влезам генетиката да ја проучувам како, што, ја често пати на за ваканција сакам да знам да кажам и дека тоа е затоа што сум велешанец, нели топилница, она, ама гарант нема врска со тоа. Така што длабоко да навлегувам во приказната, стручно докторски, не. Имам интересни приказни, многу повеќе ме интересирало како историски биле прифаќани луѓето, кои биле, дали постојат луѓе кои што биле познати, а биле албина, кои се митските приказнијата. Па има различни, например, стигнав до информација дека на времето, 19 век, во одреден број на македонски села ги жртвувале. Мислеле дека насон жените ја оплодува вампир. Во нашата митологија, во нашата демонологија, вампирите не се дракули кои што нели шетаат наоколу и цицаат крв, малце е покомплексна целата таа демонологија. Вампирите се луѓе кои што мораат да останат за да завршат некоја незавршена работа или ги прескокнала црна мачка и тие души се враќаат и малтретираат. И се често пати се случува да оплодат жена, таа жена раѓа албино дете без пигменти, тоа било верувањето, ги сечеле на пола. Тоа е жртвувањето. Има уште милион приказни, да не одземам сега. Имаме време на располагање, во секој случај темата е реков таа и вечерва ќе ви посветиме полно внимание за да дојдеме до некои одговори до кои можеби сака да дојдат и други кои се албино. Во секој случај имате реални проблеми со здравјето кога зборуваме за албино. Конкретно со видот. Да. За Алекс знам дека и малку преска зборувавме. И покрај тоа што и тоа како проблем со видот имаш, одбиваш да носиш помагала за гледање. На ти, јас извинувам, ви се обраќам, бидејќи вака и се знаеме, и сме тука некако со годиштето. Јас ги фрлив на очарите затоа што сватив дека нема некоја разлика. На 16 години ги фрлив, се скрши и уствари никогаш не одлучив да ставам пак, не чувствував некоја разлика. Повеќе сакаш да го чувствуваш или да го доживееш со вид светот или да го... Ама не, исто ми беше реално. Значи нешто кога нема, ја имам сега некоја логика во мојата глава дека обично е со светлината проблем доаѓа. Јас сега не можам да гледам од тебе заради чудовиштата што ми бијат во очи. И сега многу често пати ми се случува и предмет, зависно од светлоста, да можам убаво да го распознам или да имам проблем да го видам. Меѓутоа, ја дури се бавам со визуелна работа, со режија, не ми представува проблем. Затоа не можам да го кажам како ти што го кажа, демек се соочувате со сериозни проблеми. Не го сметам како некој проблем.
Едноставно сме навикнати да живееме со тоа што ни е дадено. Имаат ли момците проблем кога ќе дознаат дека си албино? Се соочила ли со такви животни ситуации? Не, искрено кажано, да, се соочи со ситуација многу одамна, меѓутоа би рекла можеби од нашиот прост народ, нека ми извинат за овој израз. Значи, убаво се служуваме со дечкото и на крај, значи, карактерно се совпаѓаме и вика, па не знам, вика, мајка ми дали ќе те прифати. Значи, тоа малку ми беше чудно, меѓутоа мене тоа воопшто не ми е проблем. Буквално, тоа не е негов проблем. Ако веќе не можеш ти твоето да го надминеш, мене воопшто не ми е проблем. Така. А инаку сега се наоѓам во стабилна врска, подолго 3 години, така да сигурно дека не представува проблем. Не е проблем. Да. Залек знам дека ги плени убавите жени. Ама не е тоа ради албинизмот. Не верувам дека е ради албинизмот, мислам. Тоа е вајда до карактерот на човекот. Не дека ја нешто посебно сега сум Дон Жуан шето, него имам убаво женско друштво и јас ги сакам, они ме сакат, нели? Кога ги сакаш, ти возвраќаат со љубов. Режијата или пишаниот збор? Пишаниот збор на прво место. Убави критики за првиот дел. Така е нели на романот кој веќе циркулира, го има Да, и да. така натаму. И слушнав бидејќи не ми е прочитам, да не се фалам џабе. Книжарница или име 13-тиот месец. Го бираш пишаниот збор повеќе? Па прва љубов, ама и за да стигнеш до филм, мораш да почнеш со пишан збор. Така што пишаниот збор е првата љубов. Данча? Што? Професијата, со што точно дипломиран конкретно? технолог. Минатата година дипломирав и се во потрага по работа. А се уште не вработен. Дали сте се обиделе, можеби да бидете дел од одредени здруженија кои токму го третираат овој феномен, албино? Сте дознали, имате некоја информација, ви интересирало или не? Не сум се интересирала, едноставно еве можам да ја кажам приказната од каде ја и Алекс се запознавме. Следно беше да и тоа. Ете, Колку така. се знаете, колку ви има на број во Македонија, дали знаете како бројка? Тоа прашав преска, уште не се регистрирани, ќе ви кажат. Аха. Ќе ти кажат докторките. Така, значи можеби има веќе 15 години, Алек токму во оваа телевизија гостуваше и случајно го гледав и после завршување на емисија јас се јавувам, наоѓам човек каде што личи на мене. Буквално ми го дадоа бројот, контактиравме еден период со Алек, значи во тој тинејџерски период многу ми помогна. Неговите, нели, со него разговорите и па не знам колку време, две години можеби се слушавме, меѓутоа наредните 10 години веќе изгубивме контакт. Меѓутоа, фала Богу на социјалните мрежи, кога дојдов веќе тука во Скопје, го пронајдов Алек и продолжуваме понатаму. Ние може да си продолжиме со муабетот, бидејќи сакам да ни се придружат и реков стручните лица кои ќе ни помогнат околу одредени дилеми и прашања кои треба да ги одговориме вечерва, а и мислам дека вие имате конкретни прашања. Не за конкретни, нив. ама јас сакам лично да слушам кога веќе стручен некој објаснува. Доктор Прашањата Анета ќе Кокаловска излезат ќе ги сами. поканам и доктор Елена Шукарова за да ни се придружат реков на темава токму да го продолжиме муабетот. Во Африка албино луѓето се мета на дискриминација и сегрегација. Тие често се исфрлени од сопственото семејство. Албино црнците имаат многу тешка судбина во Танзанија и Бурунди, каде се убивани од страна на врачеви кои нивните делови од телото ги користат за магиски обреди. Годишно во овие делови од Африка се убиваат на 20 албино луѓе, а од нивните тела се прават напивки за среќа и добра енергија. Освен тоа, во ваквите социјални средини, албино луѓето се сметаат за изроди. Во Танзанија, која има 40 милиони жители, дури 200.000 ја имаат оваа пигментална аномалија. Повеќе од 17.000 албино граѓани се заштитени од танзанските власти, затоа што секојдневно се цел на напади. Во септември 2009-та, тројца мажи од Танзанија беа осудени за убиство на 14-годишно албино момче, со цел да го продадат за врачарски цели. Повторно во истата земја во 2010-та беа пријавени неколку случаи на киднапирани албино деца. National Geographic проценува дека во Танзанија комплетен сет на албино делови од телото вреди $75.000. Друго лажно верување во Африка е дека сексот со албино жена ќе излечи човек од ХИВ. Тоа доведе до бројни случаи на силување во Зимбабве. ХИВ заразените, сметајќи дека ќе бидат излечени, го пренеле и расшириле вирусот на многу албино жени.
И еве сме комплетни, уште еднаш поздрав до доктор Анета Кокаловски, доктор Елена Шукарова, реков на темата конкретно албинизам, оправдано вашето присуство. Нито вие сте дерматовенеролог и може да ни кажете од аспект или на оние малку понадворешни или условно речено кожата кај албино феноменот, а за генетиката малку поконкретно доктор Кесова Шукаровска. И сега кога ја споменавме веќе кожата и Алекс зборуваше за сонцето дека го сакаат во секој случај, каков реално проблем имаат албино луѓето со сонцето? Значи вака, проблемот е во правени се многу испитувања и биоптирани се кожни примероци од особите албино и докажано е дека оние компоненти од кожата кои ги формираат, да речем, го формираат меланинот, а тоа се меланоцитите, присутни се, постојат, но тие не можат да произведат пигмент. Значи тие се празни условно речено. Односно, генетиката, дефектот е во пренос на аминокиселината тирозин во меланин. Значи, ензимот тирозиназа недостасува и не може да се направи претворба. Сега, кожата се брани, значи, со помош на пигментацијата. Таа е, затоа тука ние се излагаме на сонце и потоа потемнуваме. Значи, кожата тука многу сработува за да не заштити од изгореници. Затоа велиме сонцето е реален проблем. Нема заштита, значи луѓето после изложување на сонце за многу кратко време добиваат црвенило по кожата, уште малку експозиција и веќе се тука присутни изгореници од втор степен, значи дури меури, були и тоа се случува во рокот неколку минути, 5-10 минути, 15 минути и тоа е, значи, проблем во кој не можете да си дозволите експозиција на сонце. Сте имале реално проблем? Да. Да? Да. Алек рече многу. Ја не сум љубител на плажи заради галамата, нели полудени луѓе кога се соблечат голи покрај вода се многу досадни. А многу шетам на сонце во град и сега ја не знам тоа дали има врска, дали е навикната кожата, ама ако излезам на сонце покрај вода, многу побрзо горам во град, во Скопје конкретно речи си да не горам, добивам само некоја така благо црвенило, а знам со саати да се заборавам низ град. Кога генетиката е во прашање, докторка, може ли да дадеме конкретно објаснување за тоа што е албинизмот? Да, веќе во светот се знае дека ова е генетска болест. Комплетното или делумното отсуство на меланинот може да се случи на кожата, на косата и на шареницата на окото и во внатрешните делови на окото. Значи, воглавном се делат на два типа: окулокутан албинизам, кој што ги зафаќа сите три структури, и окуларен албинизам, кој што го зафаќа само окото, а особата има нормален пигмент на другиот дел на телото. Окулокутениот албинизам исто така, значи, ако изолиран албинизмот е една работа. Тоа се 4 подформи на болеста, додека треба да се исклучат сите оние болести, синдроми кои што каде што албинизмот е само еден дел од клиничката слика. Како што се хермански подлак синдромот, каде што имаме потешкоти во коагулацијата, односно имаме проблеми со тромбоцитите на тие деца. На тие особи имаат склоност кон големо крварење и тоа треба да се препознае во детскиот период, како што е чедиак Хигаши синдромот, каде што албинизмот исто така е во клиничката слика, но овде имаме еден голем имун дефицит, заради тоа децата многу често страдаат од тешки пулмонални респираторни заболувања и можат и лошо да завршат. Дали е наследен албинизм? Да, значи окулокутаниот албинизам е наследен на два начина, значи затоа ги подели двете работи. Окулокутаниот албинизам е автозомно рецесивно наследен синдром. Тоа е нешто кое што родителите немаат и никаков друг потомок може да нема никаков проблем, а имаме сите нивни деца да имаат подеднакво шанси, 25% шанси да ја наследат болеста. Сте се запрашале или што со вашите потомци, Данче и Алек? Па не, искрено не ми смета. Што даде Господ тоа? Значи, прифаќам се. Алек? Јас уште за потомци не размислувам, а дал ќе бидат албина или ако жена ми биде црнкиња ќе бидат мулати, стварно не ме интересира. Кога ги спомена мулатите кожата, дали овој тип на кожа бара и посебна нега, воопшто, нели, покрај тоа што споменавме за сонцето? И дали се прават посебни третмани за овој тип на луѓе? Да, не би ги рекла јас посебни, различни. Гледате, луѓето се однесуваат, си го прифатиле тоа и баш е тоа добро, драго ми е дека е нивната перцепција толку позитивна.
би рекла Конкретно за кожата прилагодени, зборуваме, да, да. прилагодени према состојбата. Значи, затоа што нели говоревме во тоа степенување кога има тотално отсуство, тоа е реален проблем. На вистина е тоа пропратено со многу кратко изложување на сонце, со гореници и слично. Но подоцнежните, да речам, тие, да речам, поопасните, она што како кожни проблеми се раковите. Од нив се ние, да речам, сакаме луѓето да ги едуцираме, се плашиме да не се случат и да ги охрабриме редовно да посетуваат дерматолог барем на 6 месеци или еднаш годишно да се прегледа кожата. Сега во последните години микроскопски се дерматоскопирани или така се прават анализи, се зачувува фотографијата, може да се споредува, па било која промена, ако прогредира во нешто од полошите нели форми, а тие се обично две, значи базоцелуларен и спиноцелуларен карцином, да се тоа на време отстрани како не би било да речам нели загрозен животот ради експозицијата. Сето е во врска со сонцето. Колку помалку експресија, толку помалку вакви манифестации. Изгореницата е едно, но ностоп кога ви гори кожата, вие имате предвремено старење. Чи дерматохелиоза, разложување на тој колаген и сончевите зраци многу бидејќи немаат заштита, брзо продираат до структурните состојки нели на кожата, нив ги оштетуваат и овие се карциноми реалност. Така да не е тоа ништо толку да речам драматично ако се следи. Затоа е превенцијата тука многу важна, да се едуцираат нели сите луѓе од значи детето како ми е заби, така да знае од савајле ако е сончев ден да стави ПСК фактор, така да се штити, да си има лесна долга облека во летните и воопшто во сончевите да речам денови и периоди и редовно да не посетува. Да се прегледа, да видиме има ли нешто на кожата што отстапува од нормалата, да се тоа прати, ако треба да се отстрани и да биде сето под контрола. Тоа е, значи, негата е во значи, сончевата, да речам, заштита повеќе. Пратите нешто од овие совети или? Мене не ме интересираат негување, така што... Сигурно Заради имаш другите. умот. Со пишувањето, со режијата и се тоа на што те исполнува, гледаш да си го негуваш умот, велам. Ако треба, не дај Боже, да се третира некаква конкретна болест, ја ќе преферирам заминување во планина или во манастир. Кога спомена болест... Така ми интереси, така тоа ми интересира. Сам никогаш не сум на лекар, фалам на Бога, не сум бил 20 години. Кога спомена болести, имавме и споделивме неколку анегдоти од тоа како луѓето од нивната неукост ве перцепираат и ве доживуваат. Пошто си поречи, тебе ќе те замолам, а имаш искуства. Нема, поставуваат слуди прашања, тоа е. Ме интересира, да. Најчесто е прашање се зошто си повеќе ваков. бидејќи спомена докторката дека постои разлика, очигледно евидентна е разликата меѓу тебе и Данче во смисла на нели надворешниот изглед кој може да ви излои, можеби потешко ќе приметат дека е албино. Данче отколку ти. Кои се оние први прашања или можеби како што рече самиот најлуди со кои си се соочил кога ќе те доживеат? Првото прашање е зошто си ваков. Сега ако си расположен во моментот, ќе застанеш, ќе објасниш. А ако не си расположен во моментот, ја, например, зошто си ваков, ќе кажам албинизам. Аха, значи не си од тука. Добро. Или, уште пострашно. Аха, значи има врска со планинарење. Алпинизам, албинизам. Влагам во такси. Таксистот ме гледа и пред добар ден, прашува да не си заразен. Викам ја заразен сум, ама се пренесува на допир, така што стои подалеку од мене. Он возеше со газот на вратата закачен, значи искривен, можеше двајца да седнат меѓу нас. Овој момент кога го чувствуваш туѓ поглед на себе, да. Ние ги чувствуваме, во автобус се вртиш и тетка те гледа и вика извини, ама фарбава. И сега мене никогаш не ми било јасно, луѓе кои ме прашаат што фарба користиш, како не приметуваат кожа, веги, трепки, дека се е бело, дека ја не знам, има фарба што се става на веги на трепки, нема, така, не знам, не сум чул. Ставаат некои на веги, мора да се признаеме да се кожата, прави. лицето, рацете, се Русокосите сигурно ти љубоморат. И прашањето каква фарба користиш, јас знам безобразен да бидам и да кажам дајте ми ливче, пенкалце и ќе напишам. На латиница се пишува натуре, на кирилица се изговара nature, во Рубин Кармин, не знам кој фактор е, ќе си прашат. Има секако, има забавни работи, има и нападни, ама добро, тие со насмевка се решаваат.
Алеке Данче, од кога почнавте да станувате реално свесни за вашата различност? Нема да ми веруваш ако ти кажам дека не постои посебен Период. момент или период во мојот живот кога знаеш, ако луѓето те прифатат од старт као све е окей, некако не ти. Ја почнав да станам свесен за својот изглед кога едно сабајле се разбудив и видов дека нема место на моето лице, кај што нема бубулици, тогаш почнав да ги избегнувам огледалата. Претходно нешто вака, и јас сум поинаков, од другите не постоела некоја. Веројатно средината си го направила можеби и своето. Веројатно, да. Нормално, сите ние до фрлања ги доживуваш као, па добро, Боже мој. Ама дека нешто е, јас сум посебен, сега различен, не значи не можеме да најдам момент, може и постои момент, може заминал негде во подсвеста. Ама вака сега да го издвојаме, тогаш беше не. Данче спомена Ќе ти дека сеќаваш на некои периоди од детството. Повторно ќе речем, бидејќи вака надворешно не си типичен албино представник и можеби понекогаш и потешко нели да ти поверуваат. Добро, модерна технологија, некаде на 14 години почна да ја бојадисувам косата, можеби токму тоа придонесе да... Може да се бојадисуваат, така? Да. Да? Гледате си прима сега таа во разговорот пред емисијата рече дека не сите фарби исто и вршат работа, Так. некои различно и Следно чудно. да те видам на емисија црвен, пример. Да видиме каква ќе биде. Не, ти не си прво ова што го бара, да знаеш. Ја знам дека жените сакат, виж туво ќе ти сврвам зелен со црвени прамени. Не. Навистина ова не го знае, па ете. Да, прашање баш кој тоа да? рече. Да, Баш некој- мене ми се случи, значи, земаме фарби, ајде да не биде на цела коса, земаме прамени, од најплава земено, пошто директно сакам плава, да не е драстично црна, оно црно. Земам други прамен, оно лилјаковат, баш онака човек да ја бара таа боја, нема да ја добие. Во секој случај, значи барем за жените ова е еден Да. куриозитет што се вели, Да, кога веќе да. можат да си влијат на Да. изгледот. Спомнавме за реакциите, имавте нешто по прашање на генетиката? Не. За училиштата и слично или реакциите на средината? И овдека се отвори едно следно прашање или една тема на која може кусо исто да направиме муабет околу тоа колку децата се подготвени од порана возраст или треба на кој начин да ги подготвиме кога различно дете, конкретно албино, ќе им се најде во средината. Значи, и, да речам, ова било чисто мое истражување кое навлага во делот на психологијата, како светот реагира на овие работи, а ние каскаме за тоа, затоа што обично тамо не се срамат луѓето да пристапат кон психологот многу порано, не, како родители и како деца да побараат совет како да се справат со реакциите од секаде. Значи не е баш упатно да се затвори детето дома, да го родителите на тоа храбрат, нити е пак убаво да се остави да се бори само со себе. Па затоа ете да советите од психолозите, да речеме, ќе се добре дојдени за детето да го упатат на таа различност и да го охрабрат да се бори во средината, доколку самото не е за тоа моќно. Значи, овие две индивидуи се силни, не се баш репер. Имавте потреба од психолог? Не. Е така, ова е се силни други други работи. работи. Да, но не се сите нели таква среќа и таков психолошки склоп. Значи, некому е потребно да се охрабри, да се посоветува и тоа е добре дојдено во значи, да постои, например, дури издружение, каде што би членувале, би се организирале, нели, луѓето со овој тип на проблеми, би си поделиле ете некој совет меѓу себе, негде по странските, да речам, овие новинарски чланци читав дека си помагаат за тоа возачка да добијат, нели, така да се со видот, нели, проблемите како Може што ли се... да бидат имплементирани Да. во животот во сите сфери што се вели без проблем? Па да, Тоа, токму го спомна проблемот со возењето, значи возењето и намерно ги полагаме оние тестови каде што гледаме црвени и зелени кругови, ако не го пројдат, тоа не ќе може да го остварат. Како и да е, освен таја, од тој хендикеп немаат друг проблем. Возите? Јас Кажа не, таксистот не да, сакам дека- ја. Искуството и... Немам врска албинизмот, јас не сакам да возам, сакам да ме возат. Истата приказна. Да. Јас имам најверна другарка која еден ден живеам со неа, има автошкола, секој утро одиме на школа заедно, земи пробен, не.
Никако. Отпор, што се вели. Директно. Onda е интересно да повелете. Да, јас пак уште и на ова ќе се надоврзев, значи во школските денови исто важно школскиот педагог да биде упатен со тој тип на проблем за да може да комуницира со учителите, нели, да детето стално биде во првите редови. Проблемот со видот е реален, треба да биде тука негде блиску до таблата за да може да прати. И исто, например, не е лоша таа идеја да се тие учебници со поголем фонд некако приадаптираат затоа што луѓето, нели, тој проблем ќе ги прати, значи ни школувањето. Во училиште имавте реално некаков проблем? Од типот на моравте да седите во прва клупа или не? Тоа веќе и Ма знае и предност да биде. си беше. Да се предностите на Зашто еден не знаеш албин? математика, па не гледам. Не видов. Тоа и друго искористи, да? Се разбира. Кои се недостатоци, можеби кои предности кои сте ги доживеале на своја кожа? Тоа што сте албино. Општо, Можеби тоа не гледање. Единствено јас, ако нешто под наводници се каам, значи што го посакувам е токму тој вид, а друго се сакам да се останам исто. Може ли кај нив со интервенција, сега знаеме напредната е, Значи нели? може да се клучната интервенира хирургија? на додатните аномалии, како што е нистагмусот, како што е страбизмот, фотофобијата е веќе малце потешка за корекција, се јавува кај потешките форми, каде што фактички шареницата е розева. Таму се става темна леќа за да не пробива видот, за да не пробива светлото внатре. Тоа е едино што се коригира, али она што разговаравме централниот вид, тоа е нешто кое што е дадено од самото раѓање и не се коригира. Недостатоци или предности што се албинале конкретни? Недостатоци. Ова со видот е точно, да, знаело да биде проблем, меѓутоа нели како што стареам, така сеќавам дека некои работи во животот е добро да не се видат. Посебно одреден тип на луѓе. Предности не знам, ја пак ја кажам дека во принцип се она што мене убаво ми се има случајно во животот сигурно не е заради албинизма. Значи не можам да го истопорам посебност и различноста дека не знам тоа е причината. Веројатно секој човек си е специфичен на свој начин. Сигурно Така посебен. што убавите или неубавите работи што излегуваат од него, тоа е нивната предност или мана. Реално, да. Уште, еве, пред да завршиме, интересен податок, кој го дознав, а не знаев искрено, морам да признам, дека албинизмот не е само кај не се јавува само кај луѓето. Да, јас исто. Знаевте? Истражував Да, ја малку чував, дека бел и гушет. растенија и да. Значи, познато е Да. дека албинизмот постои кај сите арбетници, и кај глувци, и кај крокодили, и кај лав, и кај било кој. Токму затоа што генот за тирозиназата е прилично конзервиран ген. Во сите списис, во сите видови е сличен, скоро ист. И заради тоа има и таму мутации, исто како што има мутации кај човекот. Кај животните мене ми е интересно, можеби грешно, ама сум видел дека постои цел вид на албино животни. Ако се клонирани ако така. се клонирани, Да. како Мендел што ги клонирал Да, ќе одреден. едно од друго Тигрите ќе- не се албино тигри? Али во природата не се среќаваат, мислам дека не природно, барем јас толку. Да, ако алудираш на името дека албинос е бело на латински, инаку не се. А инаку и растенијата, еве и тоа е интересно, дека и кај растенијата постои една од ретките аномалии што го прати растение, животно, човек, нели цел род жив го. Албино се чуваше глушец, зошто? Затоа што бев во New Age, го видов глушецот на газдарицата, се дружевме, супер беше и она рече женката ми е трудна, ако сакаш, ја реков зашто да не. Така. Супер беше, шеташе по домот, толкав стан. Ставорци се тоа. Нека во следна прилика. Фала. Многу се мили. За ставорците. Не. Значи, имаш приказ на типот домашно милениче и сличност, имала таква потреба или не? Да се поистоветиш на не, крајот на сега криштата, сакам да? буквално сите животни. Последно сега што се чувам, си е папагалче. Темпераментот ми е таков, па мора со некого да се карам, за да не викаат другите по дом. Значи, некои такви што се мирнички, па ич не ми одговара, дури ми се досадни. Постои ли можност да се одреди дека ќе имате повторно, ќе речам, без претходни никакви најави, дете? Значи, пред да се појави првото дете, никој не знае, родителите се здрави, у фамилија, у генерациите нема Може ли да- било значи не кој може да кој се што би предвиди? било со албино, бидејќи таков е типот на наследувањето. Ако веќе они ме прашаат, значи во Македонија ова сепак спаѓа во една од ретките болести, во ретките кондиции.
По статистиката, 1 на 10 до 1 на 17.000 деца се раѓа како дете со албино и не мора да е најтешката форма, обично тие се уште поретки. Тоа значи дека во годината во Македонија би се родило едно, можеби две такви деца, тоа е сепак една ретка работа, да се сретнат баш две деца со албино во исто место, да се земат, би имало можност да нивните деца имаат исто така таква кондиција. Како и да е пренаталната диагностика за следно дете, рецимо ако веќе во фамилијата имаме едно дете кое што има албино, пренаталната диагностика се препорачува само во најтешката форма. Онамо каде што имаме комплетно слепило на особата која што ја носи, тоа е тип 1А, додека во другите подформи, што се многу почесто, не се препорачува воопшто да се прави и да се појави дете со албино, бидејќи тие деца се нормални, здрави, ментално здрави, без никаков друг органски проблем. Имате ли информација околу долговечноста? Сосема нормална. Сосема нормална, значи нема скратување на животниот век, освен ако не се појави некоја друга независна болест. Алкохолизам, наркоманија. Јас некој податок имам дека бидејќи ова е болест која се појавува и во црнечкото население, бидејќи тие не можат да се скријат од сонцето, многу повеќе се нападнати од овие кожни ракови и кај нив се скратува векот некаде 40-50 години е некој така при потешките форми на манифестација на заболувањето. Овие каде што нема комплетно таката. Значи баш е во контекст на сонцето, Александар, штити се, стај си крем, не мораш да ништо, ами ПСК фактор. Дојди да те видиме. Дојдат информации малку поинаку гледа, барем тие не толку цивилизирани, нели, земји на албино децата кои ќе ги добијат. Тие малку гледаат по, нели, искривено, ако можам така да речем, на појавувањето на вакви деца во токму такви нецивилизирани, повторно велам, средини. Би пишувал ли некогаш за албинизмот? Конкретно за, значи што треба да пишам автобиографија. Би пишувал? Па не знам. Нели секој писател колку и да измислува приказни, вади дел од себе или вади дел од она што го познава. Конкретно дали сега би седнал како Нушиш да пишам автобиографија, не знам, ама имам 35 години, може на 90 години ќе решам тоа да биде така. Сега за сега мислам дека посебно за себе не би сакал да ги малтретирам луѓето да читаат мене што ми се случувало, многу повеќе сакам да измислувам приказни, кои што нормално измислените приказни секогаш се поврзани со реалноста. Но долне што им досаѓам по телевизии, од колумни, што ме гледаат низ град, уште да им објаснувам сега за себе. Така што не знам. Креативен, барем конкретно знам во доменот на уметноста и важиш за еден од оние креативци со кои сакаат да соработуваат луѓето кога уметноста е во прашање. Се осеќаш ли на некој поле недокажан или нешто што можеби ви мислиш дека скоро ќе ти испровоцира, а не е ниту режирање, ниту пишување? Па не, режирање. Јас се уште не сум го режирал својот прв игран филм. Значи тоа е полето кај што чувствувам дека не сум покажал што знам. Данче, твојата провокација покрај тоа што веќе нели кажа дека имаш завршено и што имаш завршено и чекаш вработување, по прашање можеби на некои други желби, идеи кои би си ги изреализирала, а се чувствуваш во моментов недоискажана? Па искрено знам дека работеше на времето, да. Ете така, почнав токму од овде, од Македонско радио, значи некогаш Радио Херц како дописник од Струга и некако продолжив 10 години да се занимавам со тие води, поточно поп музиката во Македонија. Меѓутоа, кога се реши веќе да се запишам на факултет, некако се препуштив на тој дел. Сакав да го завршам онака како што можам, да дадам максимум од себе и едноставно се откажав. Се откажав, меѓутоа, уште си ме копка, уште истражувам, уште гледам, следам се што се случува. Иако не можеме да се пофалиме сега со некоја голема попсина, морам да признам, или да речеме третирање на истата, можеби во некоја прилика Алеки ќе поднапише нешто за сето тоа. За поп музика. Инспирацијата ќе ја најдеш некаде. Јас знам дека гледам секојдневно во интересни ситуации животни и така натаму, така да ќе оставиме да те понесе инспирацијата да прочитаме па да може и сладко се изнасмееме. Ви благодарам многу вечерва што бевте гости. Се надевам дека повторно ќе речем. Дел од вашите лични видувања и приказни на тема албинизмот и од стручна гледна точка успеавме да ги доближиме до нашите гледачи и апсолутно сте на светла точка. Фала ти што не вика да изрекламираме болеста. Ви благодарам, можам само да кажам за крајот. Сите сме поразлични, а колку сме поразлични, би рекла светот и животот се далеко поубави. Ви благодарам што бевте уште еднаш со нас, во следната прилика се гледаме повторно.